Како ќе пополните образец МПИН ако имате вработено инвалидно лице или имате статус на заштитно друштво во согласност со Законот за вработување на инвалидни лица? Доколку имате вработено инвалидно лице, пресметката се пополнува редовно, со тоа што дополнително се внесува. Во полето 3.23 се внесува шифра 247. Во полето 3.24 се внесуваат часовите за кои се рефундираат средствата за придонесите од страна на буџетот на Република Македонија. Доколку имате статус на заштитно друштво во согласност со Законот за вработување на инвалидни лица, податоците во делот 3 се пополнуваат редовно, со тоа што во полето 3.23 се пополнува шифра 244 или 247, во зависност од тоа за која категорија се пополнува. Во полето 3.24 се пополнува бројот на часови за кои се рефундираат средствата за придонесите од страна на буџетот на Република Македонија. Полето 3.25 не се пополнува. Доколку обврската за плаќање на придонесите за месецот е дел на обврзникот, а дел за рефундирање од буџетот на Република Македонија, обврската за плаќање на придонесите е целосно на терет на обврзникот. За истата, обврзникот треба да побарува рефундација од Министерството за труд и социјална политика која е пропорционална според бројот на часови во полето 3.24. Пред доставување на образецот МПИН, заштитните друштва до Управата за јавни приходи задолжително треба да ги достават следните документи: потврда издадена од Заедницата за заштитни друштва на Република Македонија за исполнување на условите од член 9 од Законот за вработување на инвалидни лица. За секое ново вработување или престанок на работен однос се доставува нова потврда издадена од Заедницата за заштитни друштва на Македонија. И список на инвалидни лица вработени во заштитното друштво со податоци за име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот. Пред доставување на образец МПИН, обврзниците кои имаат вработено инвалидно лице, а немаат статус на заштитно друштво, задолжително треба да достават потврда издадена од Заедницата за заштитни друштва на Македонија за исполнување на условите од член 7 од Законот за вработување на инвалидни лица. За секое ново вработување или престанок на работен однос на инвалидно лице се доставува нова потврда издадена од Заедницата за заштитни друштва на Македонија.